Добар ден и добре дојдовте во вашето отворено студио. Со мене Владко Чаловски и мојата колешка Јана Јосифовска. Како што знаете, ова е маратонско студио, информативно и забавно студио, кое што почнува од 14 часот и завршува некаде околу 23 часот. За старт на неделата, Јана, што е она што ќе го гледаме денес? Така е, ќе започнеме стандардно, односно ќе погледнеме кратки исечоци и извадоци од оние разговори кои што ги имаше дел. Секако, колешката Јадранка Костова во петочното отворено студио 1 со Мирослав Шиповиќ по повод сите судски процеси кои што се водеа против него и секако делот како што беа наречени монтирани политички процеси. Потоа исто така ќе проследиме изјава од нашиот колега новинарот Зоран Иванов кој што гостуваше во вчерашниот централен дневник, поврзана со многуте негови ставови и околу лидерската средба која што се одржа помеѓу Заев и Мицкоски синоќа, меѓутоа околу судбината на специјалното јавно обвинителство и секако прогнозите за предстојните претседателски избори. Потоа ќе следува линк во живо од Законодавниот дом. Таму е нашата Весна Велкова Тодоровска по повод сите оние актуелни настани, односно главно е дека во теке секако седницата за интерпелацијата за министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, меѓутоа на една од точките треба да се најде и законот за заштита од дискриминација, пошто денеска всушност имаше повторно протести. Секако овој прв блок ќе го затвориме со разговорот со колегата Славчо Поповски, кој што пак од попладнево ни најавува промена на временските прилики и состојби, односно заладување и врнежи од дожд. 14 часот и 30 минути, секако вестите на 1 ТВ и колешката Елена Джогуманова. Со мене со колегата Чаловски повторно се гледате околу 15 часот и 20 минути, каде што наши гости ќе бидат Јасмина Карлсон и Иво Хаджи Николов. Поводот ќе биде еден протест кој што за следниве денови е најавен, односно глобален протест за климатските промени, бидејќи како што велат, редно време е да се направат одредени промени и малку луѓето сите заедно да помислиме на цела она глобална климатска промена, секако и глобалното затоплување. 15 часот и 40 минути. Разговор со нашиот колега Дејан Андоновиќ, стандардно анализа на светските настани, па и од регионот, она што е најактуелно. Во 17 часот отвореното студио 1 продолжува со еден разговор, односно ќе ги имаме господата Ирмија Емурлај и Джемал Абдију од Движењето за антикоцкање, како што се нарекуваат, бидејќи изминатиот период, особено во Тетово, беа доста чести овие протести. Главното нивно барање, а има средба со премиерот Заев, е обложал волниците и казината да се дислоцираат надвор од градските подрачја, па ќе видиме што се имаат ново да понудат, да предложат и како поминале овие средби, дали е можно да има вакви измени и во законите. 17 часот и 30 минути веќе стартува забавниот дел, добро ви е познато, со возење со Вучиќ. Потоа од 18 часот и 15 минути ги имаме нашите ексклузивци Стефан и Нина и секако 18 часот и 45 минути термин за вашиот и наш умилан Сергеј Варошлија и неговиот блок мода. Веќе од 19 часот и 20 минути стартува повторно вечерното отворено студио 1, каде што домаќин ќе биде колегата Сашо Ордановски. Ќе имате прилика да погледнете и многу разговори на различни теми со различни гости и секако да не ги заборавиме изданијата на Централниот дневник во 20 часот и веќе потоа како заокружување на отвореното студио 1, 22 часот и 30 минути. Да, мало дополнение. Сашо Ордановски, темите кои што ги обработува во 19 и 20 часот со доктор Дединец е иднината на струјата од сончевата енергија во Република Македонија. Од 22 часот негов гостин е министерот Едмонд Адеми, со кого ќе разговараат за плановите за диаспората, односно кои се новите идеи. А да почнеме со ред, како што рековме, гостин кај Јадранка Костова беше господинот Мирослав Шиповиќ, кој што беше председавач на Соштина центар од 2013 до 2017 година.
Исто така, прво обвинет, во случајот машино промет, се сеќавате во тој период имаше турбуленции во општина Центар, се знаеше каков беше составот во Советот, се носеа одлуки. Шиповиќ и ден денес вели дека се работи или за еден политички монтиран случај. Нема да должам многу да го слушнеме Шиповиќ. Ако во мај, кога се конституираше Советот, некаде... Мај, да. Вас ве апсат неколку месеци подоцна, октомври. Да. Ај за апсењето прво. Вие сте во Америка, таму е вашиот син со семејството. Така, да. Тој живее таму. Значи, мојот син живее во Америка, имаше тогаш проблем со коленото и беше на операција на колено, договорени бевме со него, јас да појдам, да му помогнам околу рехабилитацијата после операцијата. И тоа се случуваше. Како гром од ведро небо испадна едно утро кога ми се јави од Скопје дека почнува некоја акција, јас појманам за што станува збор. Меѓутоа гледам 11 луѓе приведени, меѓу кои мојот брат, останатите, да речам 7-8 воопшто не ги познавам луѓе. И сите тие добија по 30 дена притвор, јас избезумен гледам дека и по мене се трага. Веднаш, бидејќи имав карта нели со повратни термини, веднаш преземав активности да сменам карта, да ја сменив, го скратив многу времето на доаѓање на седење таму во Америка, така да... Но вие и преку некоја од телевизиите се вклучивте телефонски, во кои најавивте дека на Телма специјално, така, дека ќе се вратите во Скопје. На сите телевизии, сите новинари кои се јавија во меѓувреме, бидејќи мојот број е познат, јас не го менувам никопат. Значи на сите кажував, јас ги сменив картата, ќе дојдам со тој и тој лет на тој таа дестинација, во толку часот ќе бидам во Скопје и сепак тоа не беше доволно за истражниот судија Иван Џолев во тоа време. Иван Џолев беше. Сега председателот на Кривичен. Сега председател на Кривичен, тој беше истражен судија тогаш и тој издаде меѓународна потерница по мене и јас бев... Иако најавивте дека ќе дојдете. Мене ме уапсија во Виена со бординг карта пред влез во авионот. За Скопје. Австриските власти не ви понудија некаков азил или вие да побарате. Значи, иако, да, вие рековте се враќате во Скопје. Значи, јас по секоја цена реков ќе се вратам, бидејќи на вистина никој пат во животот ниту сум крадел, ниту сум лажел, така да јас ќе истрапам се и ќе докажам дека сум невин. Тоа беше мојата премиса цело време. Иако во меѓувреме мојата сопруга тука имаше воспоставени односи со австрискиот амбасадор и беше понудено азил да останам таму, меѓутоа јас тоа го одбив категорично. Дури и на првото сослушување кај судијата на истражниот судија во Австрија, реков веднаш се откажувам од сите мои човекови права и слободи, веднаш да ме пратите во Скопје. Ама вика ќе те судат и за нешто што не си правил. Чуј, јас не сум криминалец, јас сум мал бизнисмен, мал политичар. Ќе идам таму и ќе докажам дека сум невин. Но вие доаѓате и се случува оној типичен спектакл од апсење кога владееше ВМРО ДПМН и Груевски снимки со вашето приведување со лисици излегоа во етер. Значи, јас бев донесен некој полноќ во затворот во Шутка, потоа таму немаше место, како што е ред, беше хаос еден, немаше кревет, и така натаму условите никакви. Претходно сите беа уапсени. Од авион ве носат во Шутка? Да. Не одите на распит на истражен судија? Иако е, јас не знам тоа, значи адвокатите зборуваат дека иако е правило дека веднаш после екстрадикцијата треба да се однесе обвинетото лице кај истражен судија да даде исказ и потоа се носи во притвор. Меѓутоа не, мене ме однесе во притвор и после 3 дена дојде истражниот судија со обвинителката во затворот во Шутка да ми земат исказ. Што воопшто не беше пракса. Не ве спроведоа до... Нити ме спроведоа до судот во Кривичниот суд во Скопје, нити ништо, него судијата и обвинителот дојдоа во затворот во Шутка и во амбулантата таму во Шутка јас дадов исказ. Сега мало ќе одскокнам, но морам да ве прашам. Да. И како го доживеавте фактот дека вашиот истражен судија Иван Џолев е избран сега во ова време за председател на Кривичниот суд? Јас само се чудам на такви комбинации, меѓутоа не можам да ги разберам тие односи внатре во судот. Добро, вие сте во притвор
8 месеци. Вкупно во Австрија бев 40 дена и тоа за подсетување бидејќи инсистира во Австрија да ме вратат веднаш. Екстрадицијата по брза постапка беше одобрена и нашата полиција не доаѓаше 17 дена да ме земе од Австрија, него ме оставаше да чекам во Австрија да дојдат они. Значи, одобрена екстрадиција, 17 дена не доаѓа да ме земе. Да, и она што претходно го споменавме, во вчерашниот централен дневник на еден ТВ гостин беше новинарот Зоран Иванов. Секако даде многу ставови, односно негови гледишта во однос на целата политичка ситуација кај нас, како што споменав и претходно, и во однос на законите за специјалното јавно обвинителство, но и за кандидатите за предстојните претседателски избори. Па во продолжение ќе погледнеме еден извадок, односно неговите ставови во однос на досегашните кандидати и каква кампања може да очекуваме. Каков е вашиот став за претседателските кандидати? Сите тројца доаѓаат од професорската фела, кој има најголеми шанси според вас и каква политика сметате дека ќе водат? Дали можеме да очекуваме, еве ќе ги споменам Пендаровски и професорката Силјановска-Давкова, да ги водат, да бидат практично председатели на партијата како што е актуелниот наш председател, или ви очекувате дека сме можат да застанат на чело на државата и да кажам и да одолеат на некои и провокации и партиски одлуки, а исто така и за професорот Блерим Река би сакала коментар. За жал кај нас после овие два мандата на актуелниот председател, секој може да биде председател. Очекувам прво да победи Пендаровски од една проста причина што неговата програма е за сега и за процесите натаму. Програмата или вокабуларот што се уште не го променила професорката Силјановска е за она вчера. Таа ветува работи што не може да се остварат, ќе промени устав, не знам, со помош на меѓународни експерти ќе го анулира или до некаде ќе го анулира Преспанскиот договор, уставот ли ќе го промени, јавно изјавува дека нема никогаш да изговори Северна во името на државата, а тоа е веќе абсолвирана работа. Јас напишав пред некој ден, нека прашаат во Вашингтон, во Брисел, во Њујорк, па и во Атина веќе, бидејќи тамошниот шеф на опозицијата, тврдиот националист и ксенофоб Мицотакис, рече дека договорот не ми се допаѓа, но што останува договор меѓународен треба да се почитува. Уште кандидатката на ВМРО-ДПМН остана на ставот од вчера, на нешто што е завршена работа. Од тој аспект, мислам дека Пендаровски е на оваа линија, на Заев, на Димитров, на таа политика која го донесе. Што се однесува до професорот Река, тој е, колку што јас можам да забележам, не го знам многу, но реакциите за него во албанскиот електорат се многу позитивни и мислам дека Али Ахмети не успеа кај лидерите на другите албански партии да се договорат за еден кандидат. Доби прво големо не од лидерите на другите партии, од БЕС и од Алијансата пред се, па мораше да се врати кон Заев и тука да бара, условно да речем, спас за својот рейтинг, за да не се види колку е немоќта во моментов на дуи непопуларноста кај албанското гласачко тело. На минатите парламентарни избори Али Ахмети и неговата партија изгубија половина од вредноста, половина од пратениците, половина од моќта. Тоа зашто за дуи не би бил прифатлив професорот Река? Не, за дуи не може да биде прифатлив Река, затоа што во крајна линија пак македонците како побројно население во Македонија ќе решаваат кој ќе биде председател. Нели, сепак е прашањето дека сега за сега тоа уште сме ние така уште племенски поделени, да ќе биде македонец кај да е. Прашањето е колку во вториот круг евентуално албанските гласачи ќе бидат расположени да излезат од дома, бидејќи веќе немаат условно да речам свој кандидат, но може да се очекува заради авторитетот што Река го има кај меѓу албанските гласачи, дека може да освои значителен број гласови. Тоа дел од тие гласови само, ако се прелеат, ако успее СДСМ и коалицијата и Пендаровски да ги мотивираат тие гласачи да излезат и на вториот круг, тогаш победата на Пендаровски ќе биде известна.
Но можно е, ако се незадоволни ВМРО ДПМН од својот резултат, да повикаат како по примерот на референдумот на еден бойкот, отворен или тивок бойкот, сеедно. И ако и албанските гласачи не се доволно мотивирани да излезат, можно е вториот круг да биде многу ризичен што се однесува до цензусот. И тоа значи дека Македонија повторно би влегла во некоја нова криза. Ајде, повторни избори за 6 месеци така натаму, или пак ќе оде онаа линија што многу, мислам дека под мраз малку видни политички личности и во Македонија заговараат да се пресели изборот на претседателот на државата во парламентот. И тоа е можно, но рано е за тоа да почекаме, нека почне кампањата, се уште не е почната. Се надам дека Сијановска малку ќе промени реториката, малку ќе се соочи со ќе крене глава и ќе види како реагира меѓународниот фактор. Тука има дипломати, амбасадори и така натаму. Ќе отиде до Брисел, може да ја поздрават, да и речат: сестро, тоа не оди, нели? Не оди така. Вие завршивте таа приказна, сега треба натаму да идете. Ајде интеграциите во Европа, нато е завршена приказна. Со Стево Пендаровски го нема тој проблем. И мнозинство граѓани, убеден сум, тоа го знаат. Не ми јасно зошто кандидатката на ВМРО ДПМН упорно обстојува на таа позиција како да се бори да биде лидер на партијата, како да сака на Мицковски да му го земе местото. Но ајде да оставиме времето да покаже. Не сакам да се случуваат вакви, лично како граѓанин, средби на лидери. Сакам и јас, верувам и сите и мнозинството да функционираат институциите. Еден назад во живо од Студио 1 и како што најавивме, во живо ја вклучуваме колешката Весна Велкова, која што е во законодавниот дом. Таму денес фокусот е барањето за интерпелација на министерот Спасовски. Весна, да не должам многу повели што е оно што е најново. Да, еве, сега најново овде Качаловски е тоа што законот за антидискриминација мнозинството го изгласа со 52 гласови за и 3 гласа воздржано, помина законот за антидискриминација. ВМРО ДПМН не беше присутно на собраниската седница, инаку претходно се водеше жестока дебата меѓу власт и опозицијата за интерпелацијата поднесена од ВМРО ДПМН за министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Според опозицијата тоа е неодговорна, несериозна личност, сојузник на криминалците и МВР го направил наместо чувар на законите и уставот, го направил да ги крши токму овие закони. Значи, во времето на Оливер Спасовски, Министерството за внатрешни работи направило хаос во државата. Наспроти ваквите тврдења, Оливер Спасовски со аргументи и со факти рече дека токму во негово време МВР добило бројни признанија против криминалот и корупцијата. Го рече дека МВР го наследил со 39 милиони долг, 39 милиони евра долг, целосно недоматинско работење и непрофесионални кадри и партиски војници со фалсификувани дипломи. Значи, на обвинувањата на ВМРО ДПМН е дека вработува партиски кадри, а отпушта нивни вработени. Рече дека не се 50 преместени припадници на МВР, туку отпуштени од работа, токму поради сите оние фалсификувани дипломи и за средно образование и за високо образование. Само врз основа на ангажирање на службите за хигиена, МВР оваа година заштедило околу 1 милион евра. Но сепак да слушнеме дел од дебатата на координаторот на ВМРО ДПМН Никола Мицковски и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Овде во собранието, да. Си биле насочени кон... Да, во секој случај овде во собранието сега во моментов трае паузата, инаку предходно
имаше жестока дебата и прашања на пратеникот Милошовски од ВМРО ДПМН зошто председателскиот кандидат на СДСМ Стево Пендаровски неколку пати ги минува своите изјави во врска со следењето на на Пендаровски. Во секој случај министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски рече дека председателските кандидати се безбедни. Да. Да, накратко, ваква е состојбата во собранието, кажав пред малку, во моментов е пауза, со повеќе информации веднаш по паузата. Да, Весна, ти благодариме секако за извештајот што ни го даде, ни ја принесе атмосферата во однос на седницата за барањето за интерпелација на Спасовски, но секако и она што го напомена и е многу важно, беше усвоен законот за антидискриминација, нешто што многу врева крена во последниот период во јавноста, секако веќе во следното информативно издание ќе имаме и повеќе изјави и повеќе информации од тебе, фала ти. А, Јана, тука го завршуваме првиот дел. Така. Да. Го заокружуваме, како што веќе ви е добро познато, останете со нас, следуваат вестите на 1 ТВ и колешката Елена Джугуманова, со нас повторно се гледаме нешто по 15 часот.